од Apple рече компјутер во секој дом, каква глупост, што има потреба од тоа. Да. Значи, брзо се менуваат работите, брзо се менува. Но, еве, да не звучиме како фрикови кои, ај сега децава забегале. Мобилниот телефон, ја прв пат го видов во Star Trek. Имено капетан Крк, доле на планетата, која му се обраќаше, не притискаше на знакот, обично комуникаторот во поновите серии име нивниот беч. Во нивниот беч, да. Вадеше едно малецко телефонче, нешто у стил на Моторола, такво некој дизајнче, се отвараше и ќе речеше Скоти, beam me up. И сега Кој би рекол дека после 2-30 години ќе го имаме сите тоа. веро. Има баш денови на Discovery, сега се врти таква емисија колку Star Trek влијала на технологијата денешта. Значи луѓето што го измислија телефонот кажуваат да, ја бев инспириран од Star Trek. Астронаути имаме у нас што едина инспирација има Star Trek. Тоа ми е, ова ми беше. Значи, Од телефони не било до... некоја технологија која они туку од практични причини, значи, размислувале продуцентите, логично, дај ни треба комуникатор, сврти му да му се јавиш. Да. И овој вика, па да, тоа е мобилен телефон. Кажи, сакаш визија е света, визија. Визија, оти прв да ти текне е најтешката работа воопшто да пробиеш нешто. И мал милион ситници. Единствено, мислам дека каменот на мудроста во Star Trek серијалот е апаратот кој може од ништо да произведе материја. Тоа е репликаторот кој најчесто го користат за исхрана. За исхрана, така. Но тој може да произведува оружје, може да сложени машини. Буквално се. Тоа е една од најсовршените машини, мислам, кои воопшто е во Star Trek. Гледам, не претерано навлегува, затоа што е навистина малце сложена материја. Колку вие сте околу репликаторот? Не е многу далеко и не е многу сложено во што мислиш. Има сега, гледав исто документарец за тоа, направиле на компјутер ја цртаат кондурата, се пуштат во принтер. Са процесот е 2-3 сати, ама компјутерот му кажува на принтерот направи кондур и кондурата излага. Значи тоа е еден прчекор за тоа што го гледаме на Star Trek. Така. 3D принтер. Има денеска тие 3D принтери. И за кондури, и за... Во некој смисол, секако почеток на она што го... Што е компјутерот е поврзан со машината, машината од ништо вади нешто. Така, од некаква основна материја. Воопшто, да се вратиме во серијата. Репликаторот користи само чиста енергија, не му е потребна никаква посебна материја, он чистата енергија ја материјализира и ја формира. Сакаш храна, сакаш предмет, сакаш ова, сакаш клим. Сепак и таа енергија се троши. Така да и они... Но пази, од енергија он создава тврд материјал кој можеш да го користиш, се храниш од него, можеш да читаш, тој ќе остане траен, така? Не е само виртуелно или илузија, него значи, стварно е тоа. Молекулите што ќе ги создаде негови се стабилни за навек, така? Што вика, дали сте запознати малце подетално, дали е тоа, што му е потребно? Само чиста енергија му е потребно, изворна енергија на репликаторот, така? Енергија, само ништо друго. Ништо, да речеме некој, не знам, вода, па од водата ја после ја трансформира. Па тоа е слично на тоа преска што правиме за транспортерот. Значи он во компјутерот има базата со стојките што треба се направи телефонот. Базата, баферот го има. Да. И тоа он прави. Интересна работа, во Star Trek нема роботи. Нема роботи, иако многу футуристи предвидуваат дека човеколики или слични апарати кои ќе се движат, ќе работат самостојно, ќе бидат многу застапени во иднината. Роденбери не ја застапува таа идеја, можеби до The Next Generation со дата, но како исклучок во целата работа и тоа повеќе е таа приказна Пинокио, што е за роботиката. Зошто е тоа така? Па како што кажав, он дал визија дека човекот стварно може многу да направи, дека е вреден. Не му треба него роботи да му вршат некои други работи. Технологијата е вкрајно застапена во серијалот, ама таа е за да го подобри човекот. Значи да можеме ја и ти да работиме тоа што сакаме, а не да работиме зашто мораме. Што денеска го имаме како... Или не некои други да ни ја сработат. Да. Значи самиот човек да се надградува. Технологијата за тоа му служи.
затоа пак дава една ограничена интелигенција на бродскиот компјутер, кој е многу як, можеби најјаката интелигентна машина што постои, но и таа е ограничена само на давање концизни, прецизни одговори и ставена во служба на технолошко помагало, ништо повеќе. Таму црвената линија е таа, за да не може да преде некои граници и да се земе работите во свој раце да ги земе. Аха, он смета дека не е во ред ние да правиме вештачки копии на самите себе. Да. Зашто нема добро во другите серии, баш во Voyager, тоа ќе биде обработено малце со холограмот, со докторот, али пак он го представува како тој се бори да стане човек, да ги добие своите права, да... Добро, значи, малце идевме овакво, не, идеме веќе половина час говориме, па гледам дека можеме до 4 сабајле, ја малце ги забрзувам работите, за да офатиме се. Значи, првата серија стартува која година? 64-та стартува. 64-та. 64-та стартува го пилот епизода, една епизода у кината е, ради X причини, али после 66-та. Што ги набројавме дел. Да. Али во 66-та стартува со Кирк, Спок и остали до 69. До 69. После 79-та е првиот филм, пошто тогаш почна Star Wars да станува успешен, па си рекле дај ние да пробаме на филм како киде. Од 79-та значи почињаат филмовите, па 87-та имаме The Next Generation, тој 7 години се емитува. Да, исто многу успешна, технолошки понапредна, исто јаки ликови издржани, што нели една серија да те држи со години, не е само технологијата да уживаме, ние бараме нели да видиме интересни ликови кои ќе ни го привлечат. Многу фанови тоа е врвот на Star Trek таа серија. Што во ликовите, како што кажа, го имаш дата кој совршено суштество, значи физички и умствено и све, ама се стреми човек да биде, ништо повише него човек да биде. Сака да се ослободи од својата. Добро, тоа е приказната малку за Пинокио, кај него многу симпатично направена. И додека и после тоа се појавува Voyager, но помеѓу нив двете како иде сега? После Star Trek The Next Generation, додека иде, стартува и Deep Space Nine стартува 92-та, значи се поклопува 2 години со The Next Generation. Значи има поклопување 2 години. Deep Space Nine е капетан Сиско, раководител на Селенска станица. Прв пат имаме сега, значи, фиксен објект, стациониран објект, на кој ќе дојде и понекогаш ќе ги посетат, ќе се видат. Значи, ја држи таа поврзаност воопшто на франшизата, нели, помеѓу сериите. И додека иде Deep Space Nine завршува Star Trek Next Generation и започнува Voyager. Voyager почина 94-та до 2001-та, траеш. До 2001. За разлика од сите бродови, кажете ми, Voyager сега да идеме за бродовите. Enterprise е еден од најголемите во класата. Он во која класа спаѓа, како се... Зависи кој Enterprise. Секој серијал си има различна класа. Така? На Кирк беше класа Constellation. За него нема многу податоци, мислам дека исто бе околу 1000 членови на екипаж. Оригиналната серија? Да, помалку е во Next Generation, Galaxy класата на Пикард беше веќе со 1000 членови на екипажот. Deep Space Nine е станица, меѓутоа 2 сезони одеше серијата само станица, па потоа мораше да го уведат Defiant. Значи тоа беше мал брод